И натаму хаос со ѓубрето по улиците и тротоарите. Веќе неколку дена Скопје се наоѓа во ваква состојба. Во близина на исчистените контейнери се гледаат и фрлени автомобилски гуми. Është pastruar vendi këtu në John Kennedy përballë shkollës Vasil Glavinov, ku para disa ditësh raportuam se qytetarët nuk mund të kalonin nga mbeturinat, mirë po në disa pika të tjera ende nuk janë të pastruara. Освен тоа, вчера во неколку делови од Скопје се појавија стаорци со големина на мачка, поточно во близина на зградата на владата. Епидемиологот Драган Даниловски на Фејсбук напиша дека ѓубрето веќе не е естетско прашање, туку се загрозува јавното здравје. Купиштата ѓубре создадува идеални услови за развој и размножување на глувци и стаорци, познати преносители на сериозни заразни болести, лептоспироза, хантавирус, па дури и бобонска чума. Од ЈП Комунална хигиена информира дека вчера биле собрани околу 350 тони комунален отпад. Во текот на вчерашниот ден и минатата ноќ, јавното претпријатие Комунална хигиена Скопје спроведе активности за собирање и транспорт на комуналниот отпад од контейнерите поставени на булеварот Гоце Делчев до хотел ВИП, булеварите Партизански одреди и Митрополит Теодоси Гологанов, улиците Даме Груев и Џон Кенеди, како и на повеќе локации во општина Аеродром. Сепак од ова јавно претпријатие нагласуваа дека се уште нема добиено одговор од градоначалниците на општините, каде се депонира отпадот од наводното, како што велат, собирање на комуналниот отпад во нивните општини.